5 јуни 2017 година термин за вестите на КТВ телевизија. Асфалтирањето на влезот во Кавадарци од страната на Росоман се развлече бидејќи имаше објективни, но и субјективни причини за тоа. Макотрпен беше процесот за експропријација на земјиштето, вели во емисијата ТВ Објектив на КТВ градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Тој нагласи дека сепак со овој проект се подобри овој влез во градот. Да, значи ние ја завршивме фактички првата фаза од проектот Западен булевар. На почетокот го почнавме овој проект заедно со решавање на имотно-правните односи не само на овој потек кој што сега фактички го работевме, а тоа е од новиот кружен тек до Макпетрол. Туку експроприацијата ја продолживме и кон целата должина на Западен булевар кон Дрекселмајер, односно таму до каде што можеме без пречки да стигнеме во делот на експроприацијата. Тој процес е се уште во тек, сакаме да направиме една чиста состојба, бидејќи морам да ви признам, изразено не толку во финансии, отколку во време, еден од најмакотрпна работа во овој дел е токму експроприацијата, односно да им на собствениците кои што гравитираат околу Западен булевар да им се одземе дел од нивното градежно земјиште. Нормално тоа треба да се плати по една повисока пазарна цена од она кој што тие го купиле на времето, бидејќи се оставил доволно голем период да тоа земјиште биде поатрактивно и да ја зголемува својата цена. Ние продолжуваме, има уште неколку експроприации кои што се на тој потек, кои што истни ги завршили и се во тек, и ќе продолжиме за да оставиме простор за идни 300 до 350 метри проширување на овој булевар и да стигнеме до оној простор каде што е многу полесна експроприацијата, каде што имаме помали компании, понеестеснат просторот и така натаму. Го завршивме овој проект, го завршивме многу повеќе од периодот и рокот кој што го предвидовме. Свесен сум за критиките кои што доаѓаат од таа страна, бидејќи навистина повеќе од 6 или 7 месеци надвор од рокот беше неговата реализација. На 2 или 3 пати го продолжувавме овој рок. Неколку пати кажав кои се објективните причини заради продолжување на овој рок, меѓутоа имаше, морам да признам, и субјективни причини. И од тие субјективни причини нема бегање. Тие се дел на поголем дел се на изведувачот, помал дел се на службите на локалната самоуправа, нели вината не ја сака никој. Меѓутоа, сепак мислам дека крајот го краси делото и мислам дека Кавадарци доби многу подобар дел од тој што го имаше претходно. Ако беше тоа лесно и сите пред мене ќе се нафатеа да го сработат овој дел, знаев на почетокот дека ќе биде тешко, како во експроприацијата, така и во решавање на меѓучовечките односи. Еднаш некој рекол дека нема да има проблем, потоа се буни за тоа, еднаш се согласил на една цена, потоа ретерира по тој став, па губитоците и загубите кои што ги имаат двете пумпни станици, Кавкомерц, Миккомерц и другите компании кои што мора во такви услови да работат цела година. И на крајот капак на се беше оној безбедносен оптички кабел кој што го немаше во ниту еден подземен катастер, никој не ни го пријави, а случајно испадна кога почнавме да работим. Тука секако имаше свој удел и неискуството на изведувачот, имаше удел и врнежите кои што неколку пати прекина одредени веќе завршени процеси, строгоста на надзорот кој што професионално си ја заврши работата, се со цел да имаме не само на навидум добар влез или добри 350-400 метри, туку и квалитетни, бидејќи сепак на тој потек поминуваат тешки возила, поминуваат автобусите за нашите вработени во тој потек, најмногу за Дрекселмајер, и мислам дека оптеретувањето ќе биде уште поголемо од тоа што беше досега. Меѓутоа, еве, јас би сакал да ја искористам оваа прилика, бидејќи сега зборуваме на тема не само на комуналните проблеми, туку и на еден од поголемите капитални проекти кои што ги реализиравме во овој период. Би сакал по не знам кој пат да апелирам на собствениците на камиони кои што возат за фени индустри
никогаш не било проблем нивното излегување од градот. Тоа нека биде по нашите и по овие булевари. Меѓутоа, би сакал да апелирам да влегувањето во градот или до крајната дестинација да биде преку магистралниот пат, односно преку Росоман, пат со многу поголема носивост кој што може да ја издржи таа тонажа кој што тие имаат, да ако го сакаат градот, ако си го сакаат својот град каде што и нивните деца треба да растат и да живеат, и нивните деца кога ќе возат автомобили да бидат сигурни и да возат на здрави коловози, да го избегнуваат градот. Тоа е единствениот начин со кој што тие можат да ја изразат својата љубов спрема своето родно место, спрема Кавадарци. Сето друго го сметам за егоизам и еве јавно најавувам доколку ова е мој 10-ти пат кој што апелирам до нив, доколку не се послуша ова, ќе бидам принуден да собераме една граѓанска иницијатива и да го блокираме неколку дена патот и да пропуштаме само други возила освен овие на фени. Од тоа сигурно дека ќе имаат и тие штета, меѓутоа крајно време е да се вразумат и да имаат во предвид дека во оваа игра која што се вика бизнис и градот е една од страните која што има свој интерес, а тоа е да имат здрави коловози. Росоман денеска слави втор ден духов ден. Вечерва свечена литургија ќе се отслужи во храмот Света Тројца. Росоман денеска слави втор ден духов ден. Традицијата продолжува, а годинава и временската прогноза беше во прилог и на домакините и на гостите кои вчера беа дел од славата. Денес храмот Света Тројца се подготвуваше за вечерната свечена литургија. Истата започнува во 20 часот, а потоа ќе се слави и во знакот на кумството. Оваа титула ја има фамилијата која се зема за обврска за храмот да се грижи до духов ден следната година. На духов ден вечерва и на свечена литургија граѓаните ги поканува отец Блаже Петров. Нека ни е честита славата, нека е за многу години. Овој празник представува всушност раѓање на Светата Црква Божја или црквата, целокупната црковна икумена во целиот православен свет го празнува роден денот на Светата Црква Божја, бидејќи на денешен ден Светиот Дух слегнал врз, или третото лице од Света Тројца, слегнал врз апостолите и за да можат да го проповедаат светото православие, светата православна вера низ целиот свет. Бидејќи се стекнале со зборување на дарот на сите јазици, тие можеле, значи со помош на Светиот Дух, да ја шират православната вера во целата православна икумена. Инаку за славењето во храмот или како храмова црковна слава во Росоманската црква посветена на Света Тројца или Духов ден, Педесетница. Традиционално е вториот ден секогаш од овој празник Педесетница црквата да си дава вечера во 20 часот, а инаку пред вечерата секогаш предходи една вечерна празнична богослужба на која што чиноначалствува и неговото високо преосвештенство нашиот владика господин Агат Ангел со повеќе свештенослужители. Кажете ми, има ли традиција општина Росоман со своите жители масовно да учествува? Да, секако. Првиот ден од овој празник, Духов ден, луѓето си припремаат и си причекуваат гости во нивните домови, а на вториот ден, фактички на вечерата, после вечерната богослужба, сите масовно доаѓаат, па дури од сите околни други села, па и од градот имаме гости, за да земат учество и во самата служба, но и за вечерата остануваат, за да си, прослават. Кој е символот на кумството и како се пренесува? Вака, од секогаш оваа црква овде си бира кумови, односно кумовите претходно се пријавуваат, оние кои што сакаат да се пријават, да бидат кумови, тие ја имаат таа обврска преку текот на целата година, фактички до наредната година за Духов ден, се грижат за се што е потребно околу храмот, во храмот и така помагаат. Да, тоа е улогата, но и тие ја снабдуваат и самата вечера. Да.
Амстердам е една од двете поинтересни дестинации во кои уживаа кавадаречките пензионери. Интерес за прошетки низ Европа има, но тука се и екскурзиите за посета на убавините низ Македонија, информираат од Сдруженијето на пензионери кавадарци. Целосно се реализира годишниот план за работа на Комисијата за забава и културен живот при Сдруженијето на пензионери кавадарци. Несомнено лицата од третата доба сакаат да шетаат низ Европа, па кога се има добра организација и издржан план за работа, желбите на пензионерите стануваат реалност. Според председателот на Комисијата Томе Хадживасилев, една од двете поатрактивни дестинации во првата половина од 2017 беше Амстердам, низ кој уживаа 50 на пензионери. Импресиите се уште се средуваат, а желбите за патување се уште поголеми. Предизвик секогаш има, дециде Хадживасилев. Екскурзијата за Амстердам беше планирана многу одамна, уште во 16 година, во децембар месец, на 15 децембар ја објавивме, а на 15 јануари беше автобусот полн до крај 52-3 места. Ова екскурзија е ударна екскурзија, бидејќи планираме така, покрај другите екскурзии на пократки релации, ова е долга релација и траеше овие 8 дена, 9-тиот ден се вративме во Кавадарци. Тргнавме на 9 мај, се вративме таму на 17 мај. Поминавме многу убаво, бидејќи видовме многу. Ја поминавме Југославија до Суботица, од тука влеговме во Австрија, во Унгарија, поминавме преку Словачка и стигнавме во Чехословачка, каде спиевме еден ден во Прага, град на музеј, град е нешто фантазија, луѓето беа презадоволни од тоа што го видува. И покрај ноќевањето, наредниот ден тргнавме према Амстердам. Стигнавме и спиевме 3-4 дена во Амстердам. Амстердам е исто еден од убавите градови на Европа. Град кој е со 10-20 метра испод нивото на морето и често пати знае морето да направи пакости во него. Покрај Амстердам го видовме и Шевинген, местото каде луѓето одат без пари, јадат без пари и спијат без пари, затоа што тоа е затворот овој од европскиот затвор за оние кои имат големи прекршаи. И Ротердам го видовме, нешто преубаво, ја поминавме дел од Германија и спиевме во Виена. Виена е град исто од убав по убав, певме горе на една височина, каде поминавме прекрасно. Така да екскурзијата беше многу успешна, затоа што кога пензионерите, кога се враќаме и играат и музиката свире од задното седиште до предното, тоа е знак дека сите се задоволни. Сега имаме најава да ја видиме Југославија, така да ќе видиме 4-5 дена. Тука се Плитвичките езера, Дубровник, Мостар и така ќе стигнеме до Љубљана и Опатија. Во некогашната Југославија, бидејќи ние сме дел од таа Југославија. Пензионерите не забораваат ниту на својата земја, тука убавините се секогаш мили и будат спомени од детството. За патување низ градовите во Македонија, посета низ прекрасните манастири и уживање во планинските предели, екскурзии постојано се организираат, информира Хадживасилев. Ние имаме една комисија, имаме и председател, кој председател има ширина многу, не дава да одбираме ние и ние, да ви кажам, во градовите на Македонија нема каде не сме биле, нема манастир кој не сме го посетиле или некоја знаменита црква или некои споменици и така. Македонија ја шетаме по 3-4 пати во градовите, така да сите луѓе се задоволни и одиме некој пати по 200 човека. Тоа е голем број на овака посетители низ Македонија.
Неделава кавадаречките пензионери ќе уживаат во убавините на Дојран и Македонска каменица. Подготовките се прават и за патување низ поранешна Југославија. Нашиот председател Ристо Анџушев има слух за желбите на пензионерите. Поддршката ја имаме и од целото раководство и лесно е да се работи кога задоволството е од сите страни, завршува председателот на комисијата Томе Хаџивасилев. Македонија изминатава недела беше домакин на Купот на Европа и Балканското првенство во брзо примање и предавање на морзеови знаци. Нашите репрезентативци, од кои тројца се кавадарчани, освоија низа медали. Македонија заедно со преубавиот Дојран од 31 мај до вчера 4 јуни беа домакини на Купот на Европа и Балканското првенство во брзо примање и предавање на морзеови знаци. На надпреварот нашите репрезентативци беа супериорни во сите дисциплини на првенствата. Во репрезентацијата во различни категории имаше четворица кавадарчани. Миле Трајков во категоријата на сениори освои 4 медали, 1 златен, сребрен и 2 бронзени медали. Дарко Трајков исто во сениори освои 3 бронзени медали. Младен Марковски од ветераните освои 1 сребрен и 2 бронзени медали. Велјан Георгиев во надпреварот на јуниори освои 1 златен и 2 бронзени медали. Зоранчо Крсте во групата на ветерани од Штип освои 3 бронзени медали. Надпреварот се состоеше од дисциплините РУФС, брз прием на радиоаматерски повикувачки знаци, морзе ранер, симулација на брзо работење со оператори на радиостаници, брзо предавање на морзеови знаци и брз прием на морзеови знаци во 1 минута. Екипно на ова балканско првенство Македонија го освои второто место. Инаку Дојран изминатата седмица беше домакин на околу 100 надпреварувачи од Италија, Унгарија, Русија, Белорусија, Србија, Романија, Бугарија, Швајцарија, Германија и други земји од Европа. Нашите репрезентативци и годинава ја имаа финансиската поддршка на Кожувчанка, ние им честитаме за медалите и им посакуваме уште многу успеси. Од спортот, ракометарите на Вардар се европски шампиони. Откако го постигнаа најголемиот успех во клупскиот македонски машки ракомет со пласманот на Final Four турнирот, македонскиот првак Вардар стана и европски првак. По победата над каталонскиот гигант Барселона, пред налетите на вардарци падна уште еден гигант, Пари Сен-Жермен. Избраниците на Раул Гонзалес во драматично финале победија со голот во последна секунда на Иван Чупич со резултат 24-23 и се искачија на европскиот трон, а Македонија доби втор европски првак по шампионската титула на кометал Ѓорче Петров. Се решаваше во последната минута од надпреварот. Прво Циндрич изнуди исклучување од Лука Карабатич на минута до крајот. Потоа Дибиров можеше да го реши мечот, но биеше крај голот и на 28 секунди до крајот Сердарушич, тренерот на Пари Сен-Жермен, побара тајм-аут. Нарцис на 7 секунди даде гол за Реми 23-23, пошто и Раул Гонзалес веднаш викна минута одмор. Ако во претходниот надпревар човек на одлука беше Лука Циндрич, овој пат тоа беше Иван Чупич, која погоди мрежата на Омејер за 24-23 во последната секунда за огромно славие на трибините во Келн, но и во цела Македонија. Македонскиот ракометен првак Вардар покажа моќ и со овој гол во последните секунди дојде до европскиот трон. До круната црвено-црните дојдоа преку Пари Сен-Жермен, најбогатиот светски колектив, кој го победија со срце. Уште еднаш момците на Гонзалес демонстрираа моќ и заслужено го остварија најголемиот успех во историјата на македонскиот ракомет. Македонија е горда, Македонија се радува, Македонија слави. Најдобар стрелец во Лигата на шампионите е крилото на Пари Сен-Жермен Уве Генсхаймер, а за MVP или најкорисен играч на турнирот беше прогласен голманот на Вардар Арпад Штербик.
И кавадарци со оваа победа си доби свој европски шампион во ликот на Петар Ангелов Диви, за кого ова сигурно е круна на богатата кариера. Ракометарите на Вардар со триумфот над Пари Сен-Жермен ја освоија европската круна и обезбедија место на Мундијалот за клубови кој ќе се игра во Доха. Покрај нашиот шампион од Европа на светското клубско првенство ќе настапи и германскиот Фуксе Берлин, кој е актуелен шампион. Дополнително ќе биде доделена и уште една вајлд карта, која најверојатно ќе ја добие европски клуб. Инаку Фуксе во минатогодишното финале го совлада Пари Сен-Жермен со 29-28. Клубскиот мундијал ќе се одигра од 25 до 28 август годинава. Времето утре е сончево со мала до умерена облачност, попладне нестабилно со локален пороен дожд и грмежи, температурата до 30 степен. Нестабилно ќе се задржи до четврток, пороен дожд и грмежи се очекуваат во попладневните и пладневните часови. Тоа беа подготвените содржини, имајте секое добро со нашата програма.